Господин Николовски, добре ни дојдовте. Добро утро, благодарам на поканата. Добре најде. Навистина ние чест ќе позборуваме за повеќе теми ќе опфатиме. Најпрво би сакала да почнеме од тоа што минатата недела бевте на работна посета во Франција. Остваривте низа средби со високи представници, па би запрашала со кои пораки заминавте таму и со кои пораки се вративте. Се работи за една исклучително значајна посета на Париз, на Франција. Знае македонската јавност дека Франција е практично државата која што го изведе овој предлог за нова методологија за пристапни преговори за членство во Европската унија. Практично председателот Макрон се наметнува како нов европски лидер и сметавме дека е одговорно, дека е значајно како најголема политичка партија во Македонија, без разлика што во моментов сме во опозиција, но очекуваме да победиме на изборите и да формираме влада, да отидеме таму во центарот каде што се носат одлуките и да ја кажеме нашата приказна. Она што мене особено ме радува е што имавме средби на исклучително високо и значајно ниво. Тоа што прави суштинска разлика помеѓу нас и СДСМ е дека Заев како премиер таму не го примаат, а нас како опозиција не примија, што е еден сигнал повеќе. Пораките наши се јасни дека сметаме дека Македонија има место во европското семејство и дека апсолутно заслужува да отпочне преговори и да стане еден ден членка на Европската унија. Пораките од таму се исто така јасни, а тоа е дека единствената причина зошто нема датум за почеток на преговори и јуни минатата година, и јуни оваа година, и октомври оваа година е високото ниво на корупција во Македонија и немање на функционален систем на владење на правото. Значи тоа ни беше кажано јасно, директно, дека не треба се обвинува никој, дека не треба се бараат изговори. Единствената причина зошто не дозволила Франција почеток на преговори е високото ниво на корупција и немањето на функционален систем на владење на правото. На тоа ја додаваат и групата, односно пакетот со Албанија, за која што сметаат дека има и уште полоши перформанси од Македонија, но за Македонија она што е заклучок е корупција и немање функционален систем на владење на правото. Тука ние изложивме што планираме во следниот период. Тоа не е битно само за Франција или за Европската унија, тоа е битно за граѓаните на Македонија, затоа што со корупцијата се соочуваме ние сите дома. Планираме една силна, безкомпромисна, безмилосна битка со корупцијата од првиот ден после формирањето на владата, затоа што сметаме дека корупцијата ја разјадува Македонија и македонската држава и сметаме дека со едни брзи и ефикасни мерки во текот на месеците мај, јуни, јули и понатака ќе можеме 2020 година да ја фатиме и да не е изгубена година за Македонија како што се овие 3 години наназад. Така, во овие 3 години наназад што ги оставаме нели за нас, донесени се 377 закони, што или пак што би се рекло брзо се носеа закони. Во овој период кој што сега следи, предложени се дури 123 предлог закони, меѓу нив е и изборниот законник. Пред да заминете во Париз, имавте низа средби со представници нели на Социјалдемократскиот сојуз, преговори, договори во врска со самиот изборен законник. Меѓутоа во саботата имавте пресконференција на која што кажавте дека токму овие преговори се во ќорсокак. Исто така кажавте дека откако веќе било договорено, низа работи биле договорени, известени сте биле дека ништо тоа не важи. Ќе зборуваме за тоа како стигнале до ќорсокак. Најпрво што беше договорено на самите тие преговори и договори? Па, за да е поедноставно за гледачите, мислам дека Заев се обидува да најде секаков изговор избори да не се случат, односно листите да избега, затоа што е свесен дека ќе биде поразен на изборите. Но изборите се случат затоа што таков е договорот, така сме се усогласиле сите политички партии и најбитно тоа е волјата на граѓаните и бегање од избори нема. Но колку се обиде да бега од изборите, се соочи со една силна реакција од ВМРО-ДПМН, толку силна што ќе зажали што и пробал да избега од избори и избори на 12 април ќе има на кој што избори тој ќе биде поразен. И сега гледате, се обидува да наоѓа секакви изговори, манипулации. Една од тие теми е изборниот модел, односно промените на изборниот законник, нешто што за обичните граѓани вака не им го менува животот. Да, го објасниме. Не ги прави побогати, не ја намалува корупцијата и така натака, но гледате, Заев наметнува тема изборен законник. И тоа, се извинувам што ќе ве прекинам, ја наметнува оваа тема на неколку месеци пред самите избори, што досега никогаш не се случило. Сме имале изборен промени во самата начин на кој што се спроведуваат изборите, меѓутоа сето тоа се случувало
во известен временски период кога има период на дебата, на прилагодување на самиот општествен систем. И последно во 2008 изборниот закон и кога беше променет и кога се воведе нели нови 3 пратенички места, тој начин на функционирање се спроведе дури 3 години подоцна. Значи, сепак имаше време Точно, за не сватат гледачите, значи, практично изборен законник е сето она што ги уредува изборите, начинот на организација, начинот на кој што луѓето гласаат и така натака. Никогаш не се случил без политички консензус, затоа што на избори учествуваат сите политички партии, барем парламентарните, и не се знае кој ќе победи, и затоа априори вие не можете да очекувате дека само една политичка партија треба да се согласи. Сега Заев се обидува на сила, вели, јас имам 60 и нешто пратеници, ќе терам оваа работа. Секако ние нема да го дозволиме тоа, знаете дека поднесов милијадници амандмани, затоа што единствен демократски начин за да ја блокираме оваа работа е така наречен филибастеринг, односно правење на притисок во собранието. Што во суштина прави Заев? Измислува проблем и после тоа го решава проблемот, а проблем не постои. Во Македонија во моментов пратеници се бираат во 6 изборни единици во пропорционален модел. Барањето на Заев е да се воведе една изборна единица, исто така во пропорционален модел, без да дефинира што значи тоа една изборна единица, кои би биле начините, дали ќе има праг, дали ќе нема праг за влегување на пратеници и останати суштински работи кои што треба да се решат. Образложението е дека пратениците сега не биле доволно приврзани за средините од кои што доаѓаат. Ако со 6 изборни единици, каде што сите партии се обидуваат колку толку, да имаат пратеници од таа изборна единица, значи не знам ако е четвртата изборна единица, гледате да имате пратеници од Струмица, од Прилеп и од помалите места, тогаш со една изборна единица, каде што ќе има листа од 120 пратеници, уште помалци ќе се внимава. Ако тоа е аргумент, тогаш најдобар начин за пратениците да бидат поврзани со локалните средини, да чувствуваат најголем индивидуалитет и да се поврзани со средината, е мнозинскиот изборен модел, како што беше на почетокот на македонската држава во 90-тите години, каде што директно се бираат пратеници, но ние предлагаме тоа да е во еден изборен круг, да нема втор круг, за ги нема оние манипулации помеѓу двата круга кои што се прават. Така е во Англија, така е во Канада, така е во Соединетите Американски држави, значи во најразвиените демократии во светот, така се бираат пратеници, ајде и во Македонија да ги бираме така пратениците. Но Заев не сака да разговара за тоа, воопшто не го ни разгледува. Тоа не беше ни разговарано на... Беше одбиено од сам старт. Не ќе да разговарат од две причини. Прво, знаат дека ќе бидат поразени масовно, затоа што да ја потсетам јавноста на претседателските избори ВМРО-ДПМН не победи во 46 од вкупно 82 општини во Македонија. На овие избори победата ќе биде далеку победлива, можеби во преку 70 општини ќе победиме, што пропорцијата на пратениците ја направи таква да СДСМ си го добија заслуженото место, а тоа е достанат со мала пратеничка група. И тие бегаат од тој модел, но во исто време се обидуваат да наметнат дебата која што не стои, затоа ние го направивме ова што го направивме. Да е парадоксот најголем, во изминативе месеци имавме неформални разговори помеѓу нас и СДСМ, не би рекол преговори, би рекол размена на мислења, разговори. И некаде еден ден пред почетокот на оваа седница, значи во вторникот, седницата почна во среда, минатата, успеавме да најдеме заеднички јазик и да се усогласиме и требаше да излеземе и со заедничко соопштение. Тоа соопштение требаше да оди во насока на ова што и ние утрово го зборуваме, дека нема доволно време да се сега менува изборен модел, дека тоа треба да се направи после избори, како што кажавте вие, 3 години пред следните избори, да по завршувањето на парламентарните избори во 2020 година, веднаш работни групи од двете страни седнат, дискутираат и договорат промени на изборниот модел. Оставивме две алтернативи внатре, кон што да се оди и требаше СДСМ само да одбере една од двете алтернативи, за да добиеме одговор после еден ден дека ништо од ова за нив не е прифатливо, значи сами се договараат и сами после се оддоговараат, вака народски да кажам, што само покажува со какви луѓе имаме работа. Добро, како изгледаше тоа? Ви сега би кажа, ова што го зборувавме не важи, так, многу несериозно. Баш така. Но уште една работа, можеби не е значајна за граѓаните, но е значајна за нас како процес. Има препораки на ОПСЕ и ОДИХР, тоа се двете најрелевантни институции за мониторирање на избори, кои што ги гледаат сите аномалии во тек на избори, кои што ги гледаат и граѓаните, стручно ги препорачуваат и тие препораки сме да се имплементираат веднаш,
затоа што и на овие избори ние мора да имаме фер и демократски процес и да ја предупредам СДСМ доколку се обиде било што манипулира на изборите, исто така ќе се соочи со жесток притисок и тоа нема да им се дозволи. Овие препораки на опција ОДИХР можат веднаш да се спроведат. Да. За друго останува, нели, поднесени се амандманите, што очекувате? Што очекувате да се случува следно? Очекувам да се разгледаат амандманите еден по еден. За жал тоа ќе го блокира собранието на подолг временски период, но само немате друг начин освен да оправите тоа и после избори да седнеме и како луѓе да се договориме да не го оптеретуваме собранието сега во овој период. Споменавте кој, ајде да го објасним уште еднаш за вас, за ВМРО да помене, кој изборен модел го предлагате или пак? Ние сметаме дека ќе победиме во било кој изборен модел. Сметаме дека овој изборен модел со кој што избори на нас да се случувале не е совршен, но е доволно добар за Македонија и ја рефлектира реалноста во Македонија. Македонија е етнички мешана држава и со 6 изборни единици некако сите нити се среќни, нити се несреќни, има некој баланс. Доколку сепак сега само инсистира да се менува изборниот модел, тогаш дајте да ги извадиме пратениците директно пред граѓаните. А тоа е колку што има пратеници, толку да има изборни единици каде што ќе оди еден на еден битката, нешто слично како за градоначалници, но повторувам во еден круг. И доколку, например, во општина Центар во Скопје има околу 50.000 избирачи, и доколку во просек еден пратеник е 15.000 избирачи, и од нив гласаат околу 10.000, тогаш од општина Центар ќе има 3 пратеници, едните се од Водно и од Капиште, другите се од Централниот дел, третите се од делот према Кале, и граѓаните точно ќе знаат кого избрале или кај да тропнат на врата. Подобар модел од тоа да знаат точно кој им е пратеник од местото и кај треба да тропнат на врата за кога имаат и добри и лоши работи, мислиме дека нема. Но се само бега од таа работа затоа што немаат фигури кои што можат да излезат пред граѓаните со чист образ и да кажат да, еве, ние можеме да ја представуваме вашата општина или дел од вашата општина. Го споменавте на самиот почеток она што Заев го вели како оправдување за тоа зошто бараат, нели, отворени листи, вели дека пратениците не биле во доволен контакт со граѓаните. Зарем тоа не е треба самите пратеници да си најдат начин како да бидат во контакт со граѓаните. Тоа е голем минус ако тој сами утврди дека неговите пратеници или пратениците на Социјалдемократскиот сојуз не се во контакт со граѓаните кои што ги избрале. Па може да замислите колкав пораз е за председател на владеачка партија да каже дека пратениците кои што треба и представуваат граѓаните не се во контакт со граѓаните. Кога е некој пратеник од власта, се очекува да е пореспонсивен кон граѓаните, затоа што има механизми преку власта да им помогне. Кога е во опозиција има начин само да критикува и да поднесува иницијативи во собранието кои што не секогаш може да поминат затоа што нема мнозинство, но кога е од власта, апсолутно треба да е одговорен пред граѓаните. И ако председателот на партијата која што е во власт вели дека пратениците немаат доволно допир со граѓаните, тоа само кажува со какви мрзини имаме работа од страна на СДСМ. Но во исто време, ако со 6 изборни единици нема доволно контакт со граѓаните, како со една изборна единица ти има доволно контакт со граѓаните? Кој ќе биде пратеник од Радовиш? Кој ќе биде пратеник од Кратово? Кој ќе биде пратеник од Дебар? Кој ќе биде пратеник од Ресен? Како тоа ќе се знае на една изборна единица која ќе имате вие 120 луѓе, ќе се застават таму на врвот раководството, например, на СДСМ и ќе кажа ние го представуваме раководството, не го представуваме Ресен. Затоа велиме ние. Ако сакаме најдобро да ја представиме граѓаните, дајте да одиме на чист мнозински модел, каде што Ресен ќе си бира пратеник или Кратово ќе си бира пратеник или Пробиштип ќе си бира пратеник, намерно дам со помали средини, затоа што таму веројатно би биле по еден пратеник и во Ресен ќе знаат кој им е пратеник, за може да му тропнат на врата, а не вака и да имаат 5 пратеници и да немаат ни еден пратеник зависно од потребата. Така, например, еве утрово гледам, наместо да се решава загадувањето во Скопје, заменик министерот за екологија отишол на средби во Неготино. Сега тоа е од Неготино или од Скопје, затоа што живее во Скопје. Ги решава проблемите на загаденоста во цела држава и особено во Скопје затоа што е најзагадено, или отишол на партиска средба во Неготино со сета почет кон Неготино. Но поентата ми е, во моментот во Неготино не знаат од СДСМ кој ми е пратеник. Кој би имало мнозински модел, тој што ќе победи ќе е пратеник од Неготино, а не некој од Скопје да оди и да им кажува што треба да прават во Неготино. Споменавте дека може би ова Заев да го користи како повод и причина за да може би ја отвори темата дека избори нели
можност за одржување на избори. Очекувате ли нешто такво? Претходно имавме некои други сигнали кои што беа во насока дека има амбиент од страна на СДСМ, односно заявили дека избори, дека можно одложување на изборите, меѓутоа ова, дали ова може да биде во насок или очекувате понатаму нешто повторно да прават за да се побегнат од така да наречено соочување со народот? Одговорот би го поделил во дел на желби и на реалност. Желбите на СДСМ апсолутно се да не се случат избори, затоа што знаат дека ќе бидат жестоко поразени на тие избори. Разликата помеѓу ВМРО-ДПМН и СДСМ е огромна во корис на ВМРО-ДПМН и гледат како да избегаат. И затоа направија тест, зборуваше Радмила Шкеринска како заменик председател на СДСМ, зборуваше Стево Пендаровски како председател на државата, одредени луѓе кои што им се блиски во медиумите, одредени луѓе кои што се блиски до ниво јавниот живот, ја промовираат таа теза за да опипаат пулс. Таа желба се соочи со реалноста, а реалноста е дека најдена жесток отпор кај народот и сега гледаме дека се повлекуваат и дека ретерираат, но не би бил до крај убеден дека во овие 2 недели нема да се обидат да најдат начин да избегаат од изборното соочување, да ги предупредам јавно тука од оваа утринска програма на Алфа, дека ако се обидат да направат таква работа, ќе се соочат со жестока реакција не само на ВМРО-ДПМН, туку на целокупниот македонски народ кој што сака да оди на 12 април на избори и конечно да ги трне од власт овие луѓе кои што и економски и национално ја опустошија Македонија. На 3 јануари ЗАЕФ треба да си поднесе оставка, се трнели од премиерската функција. 12 април изборите бе се случиле. Во меѓувреме гледаме дека се отворени низ огласи за вработување во јавна администрација. Ги видовме викендов административците излегоа и почнаа да собираат ѓубре, спроведуваат разни акции. Иако 3 години се на власт, никако пред самиот крај на нивниот мандат почнуваат да спроведуваат некои акции, многумина би ги нарекле популистички, а од друга страна па имаме низа огласи за вработување. Не е тоа се. И во Министерството за надворешни работи се случуваат низа промени. Назначени се амбасадори, секретари и сето тоа се случува во пресред на изборите, во период кога најчесто и не се случуваат вакви работи. 3 години уште еднаш ќе кажеме Министерството функционира, меѓутоа сега е одлучено на оние места каде што нема амбасадори да се назначат амбасадори. При тоа не е побарано мислење ниту од синдикатот, ниту пак истите се назначуваат по стариот закон за надворешни работи, ако новиот веќе е предложен. Како гледате на сето ова, имајќи во предвид, се извинувам само што ова да го докажам, дека мрежата на дипломати, самото Министерство за надворешни работи ќе има многу круцијална улога во период кој што следи на Македонија, тоа е евроинтеграција и слично, па се случуваат овие измени на сам што се вели во изгрејсунце на предвремените избори. Па ЗАЕФ се обидува да оди со класичен подкуп на гласачи. Гледате дека ја има земено со себе торбата која што не е негова, тоа е буџетот на Македонија, тоа е буџет на сите граѓани кои што плаќаат честно даноци во оваа држава, не е на ЗАЕФ и сега оди со торбата и расфрла по држава како да се работи за негови приватни пари од фирмата Еленица или колку таму ги има, 30 веќе не можеме ги доброиме фирмите, затоа што експандираше поприлично во овие 3 години. За граѓаните си го имаат зголемено богатството преку 10 пати само за 3 години заеви како семејство. Но да се вратам на темата, се обидуваат да прават класичен подкуп на гласачи. И тој подкуп на гласачи нема да им успее затоа што никој не е наивен и мислам дека никој во Македонија не може да му се купи душата со едно вработување. Не може да никој рече дека во Македонија има правна држава или нема корупција или дека воздухот е чист иако сите гледаме дека е загаден или дека економијата се подобрила со едно работно место за член од неговото семејство било каде во јавната администрација, која што јонака е преоптоварена и луѓево и нема таму кај да седат, а камоли нешто ефикасно да работат. Истото се случува во Министерството за надворешни работи. 3 години не можат да направат концепт за македонската дипломатска мрежа. Единствено што работеше Никола Димитров во изминативе 3 години бараше најлесен начин како да го продаде македонското име и најлесен начин како да ја продаде македонската историја. Откако заврши со продажбата на името и со продажбата на историјата, едното на Грција, другото на Бугарија, се сврте кон дипломатската мрежа и се случуваат два паралелни процеси кои што се противречни едниот на другиот. Од една страна сака да го промени законот за надворешни работи во наводна професионализација, што само по себе
е прашање дали се прави или не, а од друга страна сакаат да испратат амбасадори. Во исто време тие амбасадори не ги исполнуваат условите во законот кој што самите го предлагаат. Така што е крајно дволично да вие предлагате амбасадори по стариот закон, затоа што знаете дека по новиот не ги исполнуваат условите, а веднаш после тоа да сакате да донесете нов закон, што е срамота и брука за Македонија како држава и е срамота кон државите кон кои што има обид да се испратат амбасадори, затоа што го гледаат несериозниот однос. А во однос на оваа дволичност се доаѓаме во еден парадоксен момент каде што и самиот Никола Димитров како министер во моментов во Министерството за надворешни работи не ги исполнува условите по новиот закон за надворешни работи, што навистина е штета, затоа што нели секогаш во минатото очекувал ВМРО ДПМН да го праќа за амбасадор, па ете за војдина ќе му се ускрати една можност, нема може да го испратиме за амбасадор затоа што не ги исполнува условите и така што е самиот се елиминирал. Но да бидам сериозен, иако и ова не е несериозно, факт е дека имаме работа со една дволична личност. Факт е дека во моментов тоа што и се случува македонската дипломатија е целосна девастација. Празни амбасади, повеќе од 8 месеци СДСМ има и премиер, и министер за надворешни работи, и председател на држава и не може да се усогласат за имињата. Повеќе од 2 години не може да испратат конзули, иако за таму нема потреба од согласност со председател на државата. И вториот прашалник е што тие амбасадори работат. Јас не сум слушнал да во изминативе 3 години било кој амбасадор донесе нова странска инвестиција во Македонија или испромовира македонска домашна фирма да извезува во странство. По мене, основа на дипломатската работа треба да е во големите центри да се штитат политичките интереси на Македонија, а секаде останато 90% од работата на амбасадорите треба да е економска дипломатија. Ние сме мала држава, ние не можеме да водиме светски политики, да одлучуваме, не знам, за глобално затоплување или за трговската војна меѓу Кина и Соединетите Американски држави. Ние можеме да си ја промовираме државата економски и тоа треба да е работа на македонската дипломатија. За жал не ја гледаме, јас не сум видел нити странска инвестиција да донесат, нити македонска фирма да испромовираат надвор, што само кажува дека не си ја заработуваат платата. Имаше дел од имињата, иако сте кажале и нели дипломатски е тоа дека не се коментираат имињата на амбасадорите кои што се испраќаат во одредена или институција или пак држава, меѓутоа дел од имињата кои што излегува во јавноста еден и професорот на кирката на оној кој што го потпиша стипендирањето на кирката на Димитров, па дали го гледате тоа како можеби наградување на одредени. Па таа е дволично, знаете како од една страна устата им е полна со фини флоскули, од друга страна гледат да ја злоупотребат државата секаде каде што можат да ја злоупотребат. Од една страна продаваат вредности и принципи, од друга страна ја ограбуваат државата. Таа е дволичноста во однос на имињата. Јас кажав дека без разлика што лично мислам за најголем дел од нив и што мисли поголем дел од јавноста, јас сепак заради интересот на Македонија, затоа што Македонија ми е пред се, нема да ја коментирам тие имиња, затоа што е позната дипломатска пракса да не се објавуваат имињата на амбасадорите се додека државата во која што се испраќаат или организацијата во која што се испраќаат не даде согласност, односно стручно кажано агреман за тоа лице, затоа што е најголема навреда за државата во која што вие праќате амбасадор, да го објавите името пред таа држава, да се согласи да го прими тој човек за ваш амбасадор таму. За разлика од Бујар Османи, јас имам однос кон државата кој што ги објави овие имиња и за жал некои луѓе долго седат во различни влади во Македонија, но или не ги читаат законите или не сакаат да ги прочитаат, а уште помалку ги почитуваат добрите пракси, затоа што покрај закони има и добри пракси во секое делување и работење. Јас нема тоа да го направам заради, повторувам, интересот на Македонија. Премногу Македонија беше посрамотена дипломатски во изминатиот период, особено со штетните договори кои што ги споменав и мислам дека не треба дополнително да го уништуваме имиџот на Македонија. Говорите јасно е и да, по дипломатската пракса и тоа и така е и така треба да биде. Ете, позборувавме за овие што се може најжешките теми што се поврзани со изборите. Што може да очекуваме, нели ВМРО се подготвува, спремна е за избори, што може да очекуваме од вас во период кој што следи? Да, апсолутно. Сме спремни, во напредна фаза сме во изработка на нашата програма која што ќе огромна свежина на македонската политичка сцена. Одиме во комбинација на добра програма, реална програма, не надувана каква што имаше заев, па после да не може ни 1% тоа да реализира.
и паралелно кредибилни луѓе кои што ќе можат да ја реализираат. Во текот на овој месец некои контури ќе представиме, а веќе од јануари и февруари очекувам да имаме целосно да можат да ја видат граѓаните. Оди околу овој концепт на обнова на Македонија, знаете дека имавме бројни средби на секаде низ државата, каде што интерактивно од граѓаните слушавме што се нивните потреби и желби, и истите ќе бидат вградени во програмата. Столбовите се јасни: силна битка со корупција, воспоставување на функционален систем на владење на правото, заживување на економијата, стимулирање на македонските компании да произведуваат и да извезуваат, поттикнување на странски компании да инвестираат во државата, подобрување во образованието, каде што за жал во изминатиот период немаме баш најдобри состојби, силно инвестирање во здравството и секако инфраструктура која што запре во овие 3 години. Практично гледате дека тие автопати кои што се градеа, што заврши ВМРО ДПМН е завршено, што не успеа да заврши, стои замрзнато во Кичево, Охрид, 3 години лопата не си има фрлено. Штип Скопје беше завршен, 2 години не сакаа да го пуштат. Велес преку Бабуна до Прилеп се запре комплетно. Штип до Струмица воопшто не се гради. Јас се можам да разберам, ама не знам како Зоран Заев, кога си оди дома за Струмица, не се нервира дека патот кој што го експресно со 4 ленти кој што го почна ВМРО ДПМН, тој не може да го заврши, па треба да оди по оној стар пат со кривини и со дупки и да си го ризикува животот за да стигне до дома. Не знам како не го нервира секое сабајле или вечер кога си оди дома и кога го гледа тоа, што само кажав уште нешто, со какви мрзелеви луѓе имаме работа. Така што целиот овој сублимат на работи битни за граѓаните, плюс кредибилни луѓе кои што можат тоа да го завршат, ќе биде представено пред македонската јавност и очекуваме да добие сериозна поддршка на следните избори. Господине Николовски, ви благодарам за одвоеното време и што ни гостувавте во Добро утро секој утро. Благодарам на поканата, беше задоволство, поздрав за сите што не гледат. Почитувани гледачи, тоа беше подпредседател на ВМРО ДПМН Александар Николовски, со кого разговаравме за низа прашања. Останете со нас, се враќаме повторно во студиото со нашиот следен гост.